3,4 милиони евра им се исплатени на 4 неголеми партии во државата од државниот буџет. Годинава со највисока сума е ВМРО ДПМН се добиени 44 милиони 896.821 денар или 730.000 евра, додека Социјалдемократскиот сојуз му се исплатени 41 милион 651.357 денари, што е 680.000 евра. Сумите се нешто поголеми во однос на лани, кога парите беа исплатени во јули поради изголемениот буџет на државата. ДУИ е трет со околу 350.000 евра, пред Алијансата на албанците со 150.000 евра. По изборниот успех во октомври, Левица се искачи на петото место со 7,5 милиони денари, а БЕСА има пат од 10,9 на 6,35 милиони денари. На сметка на алтернатива, која обезбеди владеачко мнозинство во собранието, со напуштање на коалицијата со Алијанса на албанците, им легнале 5,22 милиони денари, што е голема разлика во однос на лани, кога партијата доби само 708.000 денари. Освен овие, 4 водички партии добија и дополнителни пари кои ги засилуваат партиските мотори со анализи, стратегии и други логистички активности. Поточно, пари добија 4 аналитичко-истражувачки центри на Социјалдемократскиот сојуз, ВМРО ДПМН, ДУИ и БЕСА, со вкупна сума од околу 320.000 евра, поделено на безмалку еднакви делови. Со овие пари, партиите можат комотно да функционираат и да ги плаќаат сите трошоци кои претходно за нив беа товар, а партиите за нив се снаоѓаа на различен начин, но најчесто преку донации и партиска членарина. Сегашното државно финансирање на партиите активно стана од 2019 година, кога политичките партии без дебата, а со меѓусебен договор, постигнаа политички консензус и со 101 глас за, го сменија законот за финансирање на политичките партии. Сега од буџетот на годишно ниво добиваат 0,15% од вкупните приходи во државната каса. 30% од парите се распоредуваат подеднакво на сите политички партии, кои освоиле најмалку 1% од вкупниот број од гласовите на избирачите кои гласеле на последните парламентарни или локални избори. А 70% од парите се доделуваат на партиите според бројот на освоените мандати во собранието или пак советнички места во општините. Иако изгледа добра, во оваа поделба има и незадоволни, бидејќи начинот на кој е поставен системот комплетно ги исклучува независните листи и кандидати кои реализираат изборни успеси, нешто кое веројатно ќе се решава во иднина. Во меѓувреме, најмногу ќе има за неголемите.